Ја нема вообичаената пролетна слика во Велешко Башино село, кое беше најголемиот одгледувач на млад кромит во земјава. Последните години малку од локалните семејства го работат овој ран зеленчук. Причината е што младите не се заинтересирани, па бавчите останаа да ги работат возрастните. Па сите се одгледуваја, да речеме, до патлижани, пипери и така натака. Сите млади почнаа да се вработуваат во фирмите што почнаа да идат од, да речеме, од странството, од Скопје и таму, и така се намали производството и тоа е. Ниската цена, немањето на организиран гарантиран откуп, влијаеше селото кое го снабдуваше и пазарот за 22 милиони жители на поранешна Југославија да ги задоволува потребите на велешани, но не и пошироко. Неколку години наназад, млад кромит и младлук се одгледуваат и во Каратманово, овче поле. Моментално оди на големо, на зелено, јака ситна на пазар. Идат накупци од Скопје. Колку? Овде го давам 15, таму е по 8 денара. Опатените велат дека местото на Башано село во одгледувањето на младиот кромит последните години го зазема Росоман. Оттаму шлеперите пролетва заминаа за Хрватска за нивниот католички Великден. Земјоделците задоволни и од цената и од пласманот. Но имаше доста купци, исто и мене ми се јавува, се бараше многу кромитот и мислам дека оваа година земјоделците во општин Росоман со кромитот помина и имаше солидна цена. Цената беше негде од 65 до 70 денари за 1 килограм. Плоштадот во Башино село е празен, откупувачи повеќе нема, останаа само спомените од едно минато време, кога тука камиони го разнесуваа овој зеленчук по пазарите низ земјава.